Господина Таравари, колку општина Гостивар е подготвена да ги промовира и практикува европските вредности? Далеко сме искрени од европските вредности, меѓутоа се обидуваме колку што можеме со проекти и со уманите ресурси што ги имаме во општината. Размислуваме за одредени проекти по кои што и сме конкурирали со конкретни работи, меѓутоа секогаш многу зависи во овие проекти и соработката на општината, локалната власт и со централната власт, бидејќи посебно во еколошките проекти многу зависи колку имате поддршка и од Министерството за животна средина. Во конкретниот случај во Гостивар, за жал, не постои некаква комуникација, воопшто не постои никаква комуникација со Министерството за екологија, така да се обидуваме тоа што можеме да го направиме сам. Неодамна во интервју за Цел медија, господинот Макрадоли, заместник министар на Министерството за животна средина и просторно планирање, изјави дека колку да вложува Министерството труд, сепак многу работи зависат од локалната самоуправа, а не се тие што ја почат работата, токму општините. Поради нивните буџети и слично, а од друга страна вие велите дека Министерството... Јас би сакал, да ви илустрирам неколку примери што зависи од нас и што зависи од централната власт, и вака ќе стигнеме до одговорот подобро. Например, Гостивар се промовираше порано како европски град, ние сме дали како европски град. Зошто да велам тоа? Затоа што овие 9 месеци колку сум градоначалник во Гостивар, најмалку во 6 села почнавме и работиме во канализација. Значи, замислете, 6 села во Гостиварско, кои што имаат жители околу 20-30 илјади, нема канализација за фекални води. И тоа се комплетно 6 проекти кои ги изгледува градот Гостивар со сопствениот буџет, без никаква помош од централната власт. Потоа за водоснабдување, исто така има места, населби и села кај што нема ни вода. Значи не се приврзани во централното снабдување. И таму проектот е на општината. Единствено нешто што е одземено од општината, ние кој што јас како бивш кандидат за градоначалник го ветив, беше Руси. Тоа е депонија, која што е локална депонија, регионална депонија на Полошки регион, и за која што веќе ингеренциите се земени од централната власт. Иако тука кај мене во канцеларија се дојдени преку 20 делегации на различни инвеститори кои што се заинтересирани да инвестираат во општина Гостивар во таа депонија. Меѓутоа, од централната власт немаме никаков одговор. Јас како градоначалник ветив и во кампањата минатата година дека ќе ставиме и во Гостивар како Тетово мерач за загадување на воздухот, и искрено не сме како Тетово и како Скопје, меѓутоа дефинитивно сме загаден град. Значи PM10 честичките ги мериме, веќе е поставен 6-7 месеци е поставен апарат за мерење на загадувањето со PM10 честички, и тоа најголемото загадување од автомобили, коли кои што се движат, кои што се стари, и од депонијата Руси. Значи, уште еднаш да констатирам, сите проекти за водоснабдување и за канализација ги врши општината со сопствени средства. Онаа што моментално е од централната власт, тоа е депонијата и тоа е заточено работа. За жал, тоа не е само во Гостивар, од цела Македонија проблем се диви депонии. Ние се обидуваме дивите и сигурно минимум 20-30 диви депонии сме ги изчистиле како иницијатива на општината, на локалната власт. Дали тоа значи дека граѓаните во Гостивар имаат развиена еколошка свест и се трудат да ги практикуваат и преминуваат зелените иницијативи? За жал немаат совестност за да чуваат животната средина. Ние почнеме како општина да промовираме, например, одиме заедно со селата и населбите кај што ги чистиме, кај што ги изчистуваме депониите, да ги земеме и населението. Со сел, значи најлови, кути, шишиња, пластични, да ги изчистиме заедно, за да видиме колку е тешко да се изчисти и не треба да ги фрлиме таму. Меѓутоа,
повторно во тие 20-30 депонии, да не речам сите не се повторно исполнети, меѓутоа 10 од нив се повторува истото. Сега планираме да направиме кампања со маички, со материјали, рекламен материјал, дека треба да ја зачуваме животната средина, не треба да фрлиме секаде. Веќе нарачавме огромен број на плюс контейнери кои што планираме да ги ставиме во места кај што недостасуваат, така да ќе треба да се проработи и ова е процес, не е нешто што може преку ноќ да се смени. Дали буџетот на општината дозволува да се спроведат проектите успешно? За жал, вие знаете дека ние немаме мнозинство во Советот на општина Гостивар и сме обструирани на секаков можен начин, значи немало нешто што може да се обструира од Советот и не е обструирано. За жал го велам ова, иако на крај се работи за 100.000 граѓани на Гостивар, тие граѓани не се ни на Таравали, ни на СДСМ, ни на Алијансата, ниту на ни една партија. Тоа се граѓани на оваа држава кои што редовно плаќаат даноци и давачки на државата како сите други. Така треба да се третираат така, без разлика кој е градоначалник. Меѓутоа, за жал се повторува тоа што беше во минатото. Тие што не мислеа како централната власт, тие мора да се пенализираат, да се казнуваат. Истото се случува и сега. За жал го велам ова, не би требало така да се случи, меѓутоа ова е реалноста во Гостивар. Од тоа можеме да заклучиме дека вие како градоначалник имате реални проблеми со централната власт која што одлучува за овие прашања, меѓутоа имате и натре во структурата со Советот на општината. Како ќе се изборите? Кои се вашите планови? Значи, ако земете проекти што се направени, не сакам да се фалам, меѓутоа нема општина која што има асфалтирано повеќе за овие 10-9 месеци и што има направено канализација и водоснабдување од некоја друга општина во Македонија. Со сите пречки и обструкции, меѓутоа народот го знае тоа. Знае дека нешто се прави намерно, дека не е коректно ова што се случува и ние се снаоѓаме. Затоа тука се, например, грантови кои што ни стигна од Светска банка, од Агенцијата за развој на Швајцарија, од Европска унија, од UNDP, значи и меѓународните организации кои што функционираат во Гостивар дека гледаат дека ни прават обструкции, дека не е во ред ова што го прават и ни стигаат практично речам пари и грантови од овие организации кои што и текако ни помагаат во нашето функционирање. Јас се надевам дека имаме искрени намери и нема каде да заврши. Секогаш целта ни било да поставиме нови стандарди и да следниот градоначалник да постави уште подобри стандарди, секогаш да одиме на подобро, не на полошо. Дали на Гостивар му фали зелено и како вие се справувате со градежништвото и дивото градење? Да, како на сите градови и на Гостивар фали, иако има многу повеќе отколку градовите кои што се во Лошкиот регион, да речам, и по површина можеби и во Македонија сме меѓу позелените градови. Меѓутоа, повторно инвестираме многу колку што можеме. Диво градење имало и повторно има, меѓутоа мислам дека овој период е најмалку во последните 27 години. Безкомпромисни сме према тие кои што диво градат. Можеби и отворивме одредени фронтови со многу од овие што се занимаваат со градежништво, со урбаната мафија, да речеме наводници. Меѓутоа, ние имаме цел, сме ја поставиле целта и ќе одиме без разлика на пречките и одредени луѓе ако ни се лутат. Веќе почнавме со рушење на објекти, ќе продолжиме. Иако во почеток почнавме со зидови, со луѓе кои што поставиле одредени пречки по патишта, кои што пречат на 30, 40, 50 семејства. Значи, никој нема такво право да стави зид на сред улица или да изгради повеќе од колку што е планирано. Ние сме безкомпромисни во ова и ќе продолжиме.